собрание, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пред нас денеска пратениците е изборот на заменици министри во министерствата во владата на Република Северна Македонија. Исклучително битна работа во делот на комплетирање и екипирање на тимот, односно на владата за функционирање, односно спроведување на политиките и државните функции. Веднаш на самиот старт на ова моје обраќање сакам да истакнам дека кандидатите кои се предложени за заменици министри се вистински професионалци, докажани и реализирани луѓе кои поседуваат личен авторитет и интегритет. Убеден сум дека ќе покажат пожртвуваност и одговорност во извршувањето на функциите како заменик министри. Изборот на новите заменик министри ќе даде дополнителен ветар во државните едра, нова енергија во правец на остварување на државните интереси и интересите на граѓаните. Во таа насока би сакал пред нас се уште многу предизвици кои ги наметна COVID-19. Потребен силен ангажман на сите државни сектори, на сите чинители во владата и министерствата, на пратениците за ефективно справување со економските и здравствените проблеми наметнати од пандемијата со коронавирусот. Во изминатиот период владата и мнозинството во парламентот, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, покажа и докаже дека интересите и потребите на граѓаните се водилка во делувањето на државните институции. Тука би сакал да истакнам два сегменти кои се од витално значење за граѓаните. Првиот се однесува на капиталните инвестиции во делот на патната инфраструктура. Имено, морам да го изразам моето задоволство дека и во услови на пандемија не дозволивме да запратат инвестициите во патната мрежа ширум државата. Свести дека ваквиот вид на инвестиции се моторот на економијата, во изминатите 4 години власта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија интензивно се граде автопати, локални и регионални патишта. Во тој контекст ќе го нагласам само фактот дека во полн екс се одвиваат градежните активности на експресниот пат Градско Прилеп. Вториот сегмент на кој само на кратко ќе се осврнам е фактот дека обезбедивме раст на платите дури во услови на пандемија. Тоа е лекција по економски патриотизам за ВМРО-ДПМН. Светската и економски здравствена криза, а ние успеавме да обезбедиме раст на платите. Значи кога се сака, кога се има воља и кога се работи често и одговорно, тогаш има начин да се зголемат и платите. 80.000 граѓани, наши сограѓани, работници на 1 април ќе земат мартовска плата од најмалку 18.000 денари и во просек за 45 евра повеќе приход за секој. Со минималната плата на висина од 18.000 денари за само 4,5 години имаме двојно покачување на минималната плата од онаа во 2016 година. Замислете во животот денеска со оние бедни 8.900 денари минимална плата од времето на ВМРО-ДПМН. Прашањето на кој пратениците од ДПМН треба да одговорат е зошто во периодот кога нивната партија беше на власт, упорно ја држеа минималната плата на 8.900 денари и не сакаа ниту да слушнат за незиното покачување. Изминатите денови го слушаме Трајко Славевски како се заканува дека ќе имало штрајкови низ целата земја. Ако се покачила, замислете, минималната плата. Замислете, тоа граѓаните ќе штрајкувале за покачување на плата. Кој апсурд е тоа? Но доколку Славевски мислел на партиски протести, тоа не ме изненадува. Само партија како ВМРО-ДПМН може да протестира за позитивна мерка како што е покачувањето на платите. Понатаму би сакал да истакнам дека веќе се обезбедуваат субвенции за околу 130.000 граѓани кои сега земаат повисоки плати во своите фирми, преку покривање на придонесите. За таа намена државата издвојува 48 милиона евра годишно. Со оваа мерка, со овој социјален потек на нашата влада, слободно можам да кажам дека предничиме во Европа со висината на уделот на минималната плата во просечната плата. Сето ова ги потврдува заложбите на владата за борба со сиромаштијата и поддршка за животниот стандард на граѓаните. За мене како пратеник од граѓаните е многу важно дека во исклучително економска тешка година, предизвикана од европските криза за енергетика и растот на цените, владата останува посветена на финансиска поддршка на граѓаните. Новата влада вети дека ќе се посвети на битка со економската криза и ќе го насочи буџетот кон директна поддршка на граѓаните и тоа одлично го прави. Моите очекувања се дека новите заменици министри ќе дадат голем придонес во остварување на мерките за државна финансиска поддршка на граѓаните. Владата со 38 милиони евра ги поддржа граѓаните преку субвенционирање на набавките на електрична енергија, со што се спречи ценовен шок. Денес 650.000 граѓани плаќаат речиси иста цена на струјата,
а поскапувањето за 72% на струја како обврска го превзеде државата. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, не дозволи граѓаните на Скопје да останат без грејење. Добрите економски и финансиски политики овозможуваат буџетот да ги издржи сите кризи и да им се излезе во пресет на граѓаните со финансиска поддршка. Новата влада со сите овие мерки покажува на дело што значи одговорно владење, одговорно трошење на парите и работење по приоритети. Новата влада покажа дека може ефикасно се справува со предизвиците и навремено да одговара на кризата и последиците од неа. ВМРО ДПМН во изминатите 4 години ги спречи сите закони кои беа во интерес на покачување на приходите на граѓаните. Го спречуваше растот на платите на лекарите и финансиската поддршка во време на криза. Ќе истакнам и тоа дека ВМРО ДПМН целата година во собранието го кочи законот со кој се регулира статусот на 4700 наставници. Наспроти таквите политики на ВМРО ДПМН и нивните пратеници, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за 4 години направи значајни реформи во сите сектори. Во сферата на социјалната помош, во секторот на социјала, зголемена на социјалната помош за 300%. Само за компарација, ВМРО ДПМН цели 11 години манипулираше со социјалната помош. Намерно ја држеше социјалната помош на минимум, која беше навреда за секое човечко достоинство. Ги злоупотребуваше граѓаните од ралевите категории за партиски цели пред избори. Ке споменам и тоа дека го решивме проблемот со 12.000 стечајци. Проблем кој ВМРО ДПМН комплетно го игнорираше. Како пратеник од Прилеп, морам да го истакнам и моето огромно задоволство за решавањето на проблемот со понајшните вработени од 11. октомври Еврокомпозит Прилеп. Имено, веќе неколку дена сите пензионери од фабриката 11. октомври Еврокомпозит АД Прилеп имаат можност да поднесат барање до Фондот за пензијско и инвалидско осигурување со цел да им се издаде ново решение во кое ќе им бидат пресметени за останатите придонеси за во период од мај 2012 до октомври 2019 година. Со тоа, уште еднаш се потврдува дека владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е вистински партнер на работниците. Може уште многу да се зборува за она што значи вистинска грижа за граѓаните, особено во време на економска криза предизвикана од коронавирусот. Ке спомнам и тоа дека продолжуваме концептот парите назад кај граѓаните преку домашната платежна картичка и ваучерот за туризам како директна економска помош за граѓаните. Ке потсетам дека нанесовме неколку пакети економски антикризни мерки кои завршија директно во рацете на 730.000 граѓани. Наместо на жални врби и барокни фасади од стиропор, како во времето на ВМРО ДПМН, СДСМ ги насочува парите за зачувување на работните места, на бизнисите и за полесен живот на граѓаните во време на криза. Почитувани граѓани, навистина има голема разлика. Никој не беше изоставен од државната помош покрај стечајните работници, помош добија пензионерите кои има пензија до 15.000 денари, самохраните родители, како и сите невработени кои не се активни баратели на работа. Преку мерката за отпис на камати на долгови за физички лица, власта на СДСМ избриша 10 милиони евра долгови на граѓаните. Казните се намалија до 75%. Огромни пари вративме во рацете на граѓаните, над 1 милиарда и 200 милиони евра. Тоа се пари со кои покажавме дека не ги оставаме на цедило граѓаните, дека владата на СДСМ стои на страната на граѓаните и им помага во време на криза. Почитувани пратеници, комплетирањето на тимовите во министерствата преку исполнувањето на позициите на заменици министри со компетентни и стручни кадри даваат гарант дека ќе продолжат добрите политики кои се исклучително битни за период во овие 4 години. Продолжи патот по кој се движи државата, а тоа е патот кон полноправно членство во Европската унија. Претходната влада, предводена од СДСМ, заедно со граѓаните успеа да реализира клучната стратешка цел на државата, цел која е поставена и прифатена мнозинството граѓани уште од периодот на осамостојувањето на државата, а тоа е полноправно членство во НАТО алијансата. Благодарение на волјата на мнозинството, визијата и храброста и одлучност на парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, денеска сме 30-та земја членка на НАТО. Стоиме рамо до рамо со најмалките земји, имаме стабилна земја, имаме сигурност на безбедност во ова парче земја за идните поколенија и генерации на македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и на сите други помали заедници. Во изминатиот период покажавме дека не бегаме од проблемите, дека не ги ставаме под тепих, за потоа некој друг да ги решава. Успеавме да ги заштитиме македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик и македонската посебност, а при тоа да го продолжиме напредокот во евроинтеграциите. Ова се факти за историските успеси. Факти кои никој не може да ги негира и оспорува. Ниту некој може да минимизира нивната важност во она што значи обезбедување на подобра иднина за сите граѓани.
Прашањата за идентитетот, самоопределување и јазикот се најважните одлики за македонскиот идентитет и од тоа не отстапуваме. Нашата позиција е јасна и врз основа на резолуцијата во македонското собрание. Zorancho Jovančev, replika. Zorancho